Пред 100 години тука се роди неверојатно културна и уметничка револуција, што направи голем пресврт, а на Виена ја обезбеди репутацијата која ја има и денес. Овде е почетокот и крајот на Балканот. Сместена во североисточниот агол на Австрија меѓу Алпите и Карпатите, тука Дунав си го пробива патот кон морето преку планините. Низ историјата бил славен и разоруван, бил царски град, престолнина, главен град, бил нарекуван Велики, но бил и окупиран и поделен. Од 1955 година е она што е денес. Главен град на Австрија и европска метропола која е најудобна за живот. Според многуте направени анкети, само две од многуте причини се малиот степен на загаденост и постојаноста. Во строгиот центар и денес можете да го видите истото што низ вековите го проектирале царските архитекти и градинари. Се уште владе и познатиот виенски начин на живот, кој преживеал бројни времења и владетели. Се уште се свири истата музика во истите концертни дворани, а театарските и оперските премиери и денес, и тоа како се тема на сериозно темелни разговори. Се уште се пијат познатите шприцери од истите кисели вина. Се јадат истите колачи со чоколадо и шлак во захер или демел. Се пијат истите безобразно вкусни врсти кафе во безбројните кафулиња. Предност е и фактот што Виена успева да ги избегне најголемите поместувања кои ги погодија европските метрополи, финансиската криза, социјалните потреси и урбаното пропаѓање. Жителите на градот и натаму уживаат во добро организираниот систем на медицинска и социјална заштита, кој влече корени од царските реформи на Марија Терезија и незиниот син Јосиф II. Иако ќе ве заболат нозете, сепак најдобриот начин е да тргнете пеш. Имајте на ум дека пешачката култура на локалните е на ниво кој ќе ве натера да се засрамите доколку преминете улица каде што нема пешачки премин или доколку пешачите по велосипедска патека. Нашите луѓе кои ќе ги сретнете таму велат дека сепак станува збор за Виена, изрека која значи дека ова е врвот на култивираноста и префинетоста. Добра идеја е повремено да скокнете во трамвај или да фатите еден од туристичките автобуси. Доколку изберете една од кочиите, имајте на ум дека тоа ќе ве чини 55 евра за само 20 минути. Ќе ги најдете едноставно, по мирисот на коњи кој се чувствува надалеку во близина на катедралата Штефансдом. И кога веќе ќе стигнете тука, пред катедралата Свети Стефан, едноставно застанете пред неа и погледнете нагоре. Се наоѓате пред најважното религиозно место во Австрија, кое е дел од Римокатоличката црква и седиште на виенскиот надбискуп. Градбата во полнокрвен готски стил која плени датира од 1160 година. Живописниот покрив во цикцак стил и кулата која е висока 136,7 метри се забележуваат оддалеку и дефинитивно доминираат над градот. А доколку веќе појдете во обиколка на катедралите и црквите, појдете и до грандиозната црква Карлскирше или Свети Чарлс. Ке добиете впечаток дека оние кои не го зборуваат германскиот ќе го искршат јазикот со изговарање на имињата на храната и на локациите. Луѓето од Балканот кои што живеат овде во Виена велат дека таа е почетокот и крајот на Балканот. Многу често се случува да шетате по прекрасните виенски улици и постојано некој да ве разбира, да препознава дека зборувате македонски, да дојде и да ви прокоментира нешто на македонски, на српски или на некој друг јазик кој што е близок со нашиот. Сепак, речиси сите во Виена зборуваат англиски, што ќе ви го улесни животот за време на посетата. Шетајки по улиците на Виена ќе забележите и голем број туристи кои ги нурнале носовите во големите хартиени мапи во обид да пронајдат нешто интересно, или пак се обидуваат да го фотографираат секој агол на градот кој не престанува да ги воодушевува.
Има многу странци, освен оние кои што ги споменав од нашиот крај на Европа, секако има и многу од многу далечни краишта на светот кои што доаѓаат овде наоружани со фотоапарати и камери и буквално сакаат да го доловат секој ќоша на Виена за потоа да си го однесат барем малото делче кој што од овде ќе го понесат со себе во своите домови. Бројот на туристи кои во еден ден од викендот ќе ги забележите на Штефанплац веројатно ќе биде многу поголем од годишната бројка на туристи во вашиот гроден град. Ќе забележите и огромен број кучиња кои со сопствениците шетаат низ виенските улици или пазарат во супермаркетите и продавниците. И сигурно веќе добро знаете зошто Виена е градот на музиката. Веднаш ви текнува на Моцарт, на Бетовен, на двајцата Штрауси, на Шуберт и на Брамс, кои се само дел од низата неповторливи, чии ликови ги гледате на секаде низ градот. На магнетите за на фрижидер, на чадорите, на тефтери, разгледници, па дури и футроли за очила. Секако долго ќе паметите и ќе раскажувате дека сте ги виделе и преубавите зданија во кои одекнува нивната музика. Државната опера, Народната опера, театарот на брегот на Вин. За тоа колку е музички значајна, доволно зборува фактот дека фестивалите во Салцбург и Брегенс зависат од виенските оркестри, музичари, диригенти и режисери. Оперите, концертите и театарските представи одиграле важна улога во виенскиот начин на живот уште од многу одамна. Бројни светски композитори чии имиња и денес предизвикуваат стравопочит кај љубителите на музиката и кај музичарите, живееле и твореле тука во Виена. И иако има 7 врвни концертни дворани со безброј концерти во секој ден од годината, сепак на врвот на концертниот календар се 2 настана. Гала концертот на старата година со изведба на оперети на Јохан Штраус и секако новогодишниот гала концерт на Виенската филхармонија, телевизиски најпренесуваниот концерт во светот. И доколку барем еден 1 јануари сте го поминале пред ТВ екраните, тонејќи во звуците на Штраус, секако ќе појдете во живо да и се воодушевувате на Музикверајн, домот на славната Виенска филхармонија. На листата на туристички атракции, кога веќе сме кај музиката, е изградата на Државната опера, огромно величенствено здание кој ги магепсува љубителите на балетската и оперска уметност од средината на 19 век. Кога ја гледате фасадата во неоренесансен стил, едноставно во обзема неверојатно чувство, кое за миг ве носи во далечната 1869 година, поточно во магичната вечер на 15 мај, кога била отворена Државната опера во Виена, секако со премиера на Моцартовата опера Дон Джовани. И од операта, едноставно мора да прошетате долж кружната улица Рингштрасе, која е заштитена од УНЕСКО како дел од виенското културно наследство. Во срцето на градот била изградена за да ги замени поранишните градски ѕидини од 13 век. Предвидена е со декрет на императорот Франц Јозеф I, кој детално ја предвидел должината на булеварот и функцијата на новите згради кои требало да се најдат на него. Целта била едноставна, а видлива и денес. Прикажување на грандиозноста на Хабсбуршката династија. И додека пешачите и се воодушевувате, чувството ви се засилува кога ќе се присетите дека тука секојдневно се рекреирал Зигмунд Фройд. Што се однесува до останатите оперски куќи и театри, веројатно е дека нема ни да ги видите сите вакви зданија со кои може да се пофали градот. Едноставно нема да имате доволно време. И доколку имате малку подлабок джеп, веројатно ќе појдете и на концерт. Што се однесува до уличната музика пак, мора да знаете дека сите оние кои на овој начин ја забавуваат масата луѓе се избрани на конкурс со многу строги критериуми. А доколку се запрашате зошто нема музика во кафулињата, едноставно помислете на тоа дека така полесно можете да разговарате, но сепак големо влијание има и високата цена на авторските права за емитување музика. А кога веќе зборуваме за листата на великани со кои Виена едноставно се гордее, секако тука се и уметниците. На врвот веројатно е Густав Климт,
Уметникот кој своевремено бил критикуван и цензуриран поради еротиката во неговите дела, а денес е голема гордост на градот. Секако тука ќе видите и негови дела, меѓу кои познатиот Бакнеш во палатата Белведере. Кога сме кај славните дела, иако ќе ви треба поголем буџет за да влезете во сите музеи, знаете дека вреди. На неверојатно долгата листа на музеи во градот се и Хофбург музеот, поранешната кралска палата која денес ги чува богатствата на Хабсбуршката династија, како и Сиси музеот посветен на кралицата Елизабета. Во близина се уметничко-историскиот во кој се делата на старите, античките и класичните мајстори, како и природно-историскиот музеј. Луѓето кои што живеат овде едноставно ја сакаат културата, постојано ги посетуваат бројните музеи, изложбени простори, секако има и огромен број туристи, не знам дали можете да забележите зад мене, има огромна раздвиженост. Денеска е сабота, првиот ден од викендот, Виена беше буквално преполна. Во моментов времето е малку облачно, дури и почнува да врне, меѓутоа тоа не ги спречува туристите едноставно да дојдат и да прошетаат. Зад мене е само еден од многобројните музеи кои што ние всушност имавме прилика да ги посетиме и секако да направиме инсерти за потоа да им ги представиме на гледачите. Тука е секако и музеумски квартир. Комплекс кој од кралски штали на почетокот на 1990-тите години прераснал во огромен кварт составен од голем број музеи, театарски и танцови сали. Ова е простор всушност за сите, особено за младите кои тука доаѓаат со подготвена ужинка и одмараат, читаат, слушаат музика, го шетаат својот пес или муабетат со пријателите. Што се однесува до архитектурата, ќе забележите шареноликост од различни стилови кои датираат од многобројните историски епохи. Тука е романескната Рупертова црква, готската катедрала Свети Стефан и градбите од времето на класицизмот и модернизмот. Важно е да се спомене и тоа дека во Виена се школувале многу светски познати архитекти, кои своите идеи ги обликувале по примерот на виенската архитектура. И доколку сте во Виена, мора да ја видите и оригиналната зграда Хундертвасер. Всушност, интересно е дека статистички Виена има помалку високи градби во споредба со други метрополи. Градот е пример и за строгоста на градските власти околу градењето нови и зачувувањето на старите градби. Тука важи изреката квалитет наспроти квантитет на живење. Целта е зачувување на зеленилото околу зградите. И секако, културно-историската целина, посебно јадрото на стариот град кој е заштитен од страна на УНЕСКО. Ке забележите дури и дека дрвјата се нумерирани. Колку за засилување на впечатокот, еве уште неколку кратки и интересни факти за Виена. Центарот на градот е заштитен од УНЕСКО како светско културно наследство. Веројатно и не се прашувате зошто. Тука и најстарата зоолошка градина во светот, најголемиот смарагд во светот кој има зачудувачки 2860 карати, а се чува во империјалниот трезор во Виена. И додека градот има 1,8 милиони жители, вторите најголеми гробишта во Европа, кои се наоѓаат во Виена, зафаќаат површина од 2,5 квадратни километри и бројат двојно повеќе гробници од жители, дури 2,5 милиони. Доколку ги посетите, ќе имате можност да им одадете почит на Бетовен, Брамс, Глук, Шуберт, Штраус. И додека сте во Виена, проталкајте низ истите улици кои го инспирирале Бетовен, а потоа земете здив и седнете во една од кафулињата кои всушност се центарот на туризмот во градот. Додека уживате во познатата Захер торта, наблюдувајте ги туристите и повторно разгледајте ја мапата на градот за да не заборавите нешто. Едноставно уживајте во фактот дека сте во Виена, градот на Моцарт, на Бетовен, на Штраус и на Климт, еден од најубавите градови во светот.